Минатиот месец, 360 степени дојде до документи за шема во која физички лица купувале или добивале на подарок ниви во Делчевско, за речиси веднаш потоа да ги продадат на Евана Електрани за 40 пати поскапо од пазарната цена. Тешко се доаѓаше и до оние што дарувале, А газдава тука е Германија. а и до оние што му препродавале на Евана. Добивте мејли. Оставете порака по звучниот сигнал. Иста шема потоа откривме и во Берово. околу месец дали такова нешто. Скоро е. Од онаа страна гледано. Но таму работата не се завршила до крај. Трансакцијата и купопродажбата не е се уште реализирана. Купопродажбата на парцелите се одвиваше во предизборието и за неа се води предистрага уште пред јавноста да дознае за случајот. 360 степени открива дека Евана Електрани купувале земјиште и во Прилепско, но и дека расчистувањето на целиот случај се чини дека е заглавено на релација финансиска полиција обвинителство. Населбата Варош е најстарата во Прилеп и се наоѓа веднаш под Марковите кули. Населениот урбан дел од населбата има каква таква инфраструктура, но патот кон нивите е тешко проводен. По 20 минути возење за да поминеме 4 километри, дојдовме до местото каде се протегаат 6 парцели со вкупна површина од 30.687 квадратни метри. Но овие снимки е и земјиштето кое го купила Евана Електрани за 17.706.399 денари или за околу 290.000 евра за да гради фотоволтаични централи во Прилепско. Поучени од предходните, навидум слични случаи во Делчево и Берово, побаравме и добивме увид во историјатот на парцелите од Агенцијата за катастар. Слични елементи со примерите од истокот се што Евана ги случила договорите за купување на парцелите во ист период, во втората половина на септември 2021 година и што има голема разлика меѓу продажната и пазарната вредност. Простата математика покажува дека Евана ги купиле нивите по 577 денари за метар квадратен, додека проценетата пазарна вредност при плаќањето на данок на имот е 17 денари за метар квадратен, или договорената цена е 34 пати повисока од пазарната. Но за разлика од Берово и Делчево, каде собствениците ги купиле нивите непосредно пред да ги продадат на Евана Електрани, случајот во Прилеп нема таква купи-продај позадина. Увидот во документите покажува дека продавачите биле газди на парцелите од 2003, односно 2007 година, кога државата им ги вратила преку денационализација. На секоја парцела поединечно се јавуваат по 6 сосопственици. Едниот од собствениците, Александар Б, покрај тоа што се појавува како продавач, е и овластен полномошник на сите останати продавачи во договорот со Евана Електрани. Според тој договор, на лицата им е исплатен идентичен износ по 2.951.067 денари поединечно или по околу 48.000 евра. 360 степени пронајде еден од шестмината продавачи. Го прашавме како течела продажбата. Ни одговори дека овластиле лице како полномошник за реализирање на продажбата, но и дека не знае на кој начин тој дошол во контакт со Евана Електрани за склучување договор. Случајот со купувањето ниви од Евана за фотоволтаични централи стана познат за општата јавност кога во раните часови на денот кога требаше да се гласа недоверба на владата, 11 ноември, пратеникот на ВМРО ДПМН е Јован Јаулески обвини дека финансиската полиција прави претрес кај него дома. Ако била целта мене да ме заплашат, да ми направат притисок, длабоко се лажат, ова се една за мене ни очајни обиди на хунтаво заминување. Финансиската полиција тогаш соопшти дека претресот е направен кај неговиот татко и дека станува збор за постапка која се однесува на вработени во Евана Електрани и Евана Македонија. На политичката сцена, ВМРО ДПМН е отфрли вмешаност во случајот, но власта го тврдеше спротивното. Постои основано сомнение дека на крајот овие црни пари завршиле во Белиот дворец. Политичките препукувања стивнаа, а од тогаш ниту финансиската полиција, ниту обвинителството соопштија детали. Како е направен профитот од купопродажбите, каде завршил големиот ќар и дали при тоа е направено кривично дело.
Упатени извори за 360 степени велат дека во јавното обвинителство се примени 2 пријави од финансиската полиција, во кои оваа институција побарала замрзнување на имотот на лицата што купувале и продавале ниви на Евана Електрани во Делчево. Првиот пат е кога во време на кампањата за локалните избори лицата подигнале готовина од своите сметки во иста филијала. Вториот пат кога финансиската полиција добила аларм од банка за купување на недвижен имот во Делчево. Од јавното обвинителство не споделија детали дали имало такви барања, но објаснија дека можат да замрзнат имот само ако барањето за такво нешто содржи докази дека имотот потекнува од кривично дело. До овој момент до основното јавно обвинителство Скопје не е доставена кривична пријава или докази против конкретни лица за настанот за кој покажуваат интерес. Уште еднаш нагласуваме дека предметот е во фаза на предистрага, во рамките на која се уште се прават проверки и во интерес на постапката не сме во можност да споделуваме повеќе детали. Од финансиската полиција сепак го тврдат спротивното и дека доставуваат докази и дека тие се доволни за основи на сомнение. Постојат основи на сомнение дека паричните средства потекнуваат од сторено кривично дело. Управата за финансиско разузнавање во континуитет и навремено по писмен пат го известува и истите ги доставува до основното јавно обвинителство Скопје. Додека надлежните институции се уште се убедуваат околу доказите, продолжува и внатрешната ревизија на Евана Македонија за расчистување на случајот. Бидејќи, освен прашањето каде завршил ќарот, се бара и одговор како и зошто фирмата ги преплатила нивите. Интерната истрага заедно со меѓународната независна правна експертиза се уште трае, но очекуваме наскоро да биде целосно завршена. Од голема важност за компанијата е што досега не се утврдени нерегуларности во интерниот процес на набавка. Евана паралелно соработува и со финансиската полиција, каде се приложени сите побарани информации за делот од истрагата што е во нивна надлежност. Се чека одговорот на институциите, дали се е легално кога некому наеднаш му подаруваат ниви, а тој подарокот веднаш го продава и по 40 пати поскапо од пазарната цена.